looking like a baddie. I show up and make them stop. Wanna know my name so badly, cause I run this whole block. Flip my hair, move my head, show the world I'm royalty. When I walk by, they be taking bows, cause they know I'm a queen, yeah. Здраво на сите, добро дојдовте во уште една епизода на Hype Her Up. Со мене се две прекрасни дами, Ксенија Николова, наш добро познат автор, и Ива Спасовска, исто така наш многу познат моден дизајнер. Ќе зборуваме денеска повеќе за нивната кариера, успеси и падови и смешни моменти. Здраво, женски! Како сте? Здраво. Сте добри? Здраво, супер. Одлично. Денеска сакам малку да ве распрашам и за вашата работа и како е вашиот карактер директно вклучен во вашата работа. Сакам да ве прашам што би ми одговориле на прашањето ако вашата работа има карактер, како би бил тој карактер? Ако може да зборува твојата книга или сите твои книги, имаш 7, така? Така е, да. И ти твоите безброј дизајни да може да проговорат. Каков карактер би биле тие? Сакам прв. Хајде. Па кога не би се штедела од зборови себе си, иако знам да сум многу down to earth, ако можам да ги користам англицизмите. Hype her up. Да, ете така. Софистицирана, стабилна, своја, светкава пред се, елегантна и секогаш фантазерски променлива, прилагодлива на секојдневниот муд, бидејќи тоа никогаш не е исто во мојот карактер, така и креацијата, секоја една од почеток до крај, како ќе ги видам вака пред очи сите, почнувајќи од многу одамна, скоро 20 години од мојата кариера, па до сега, како сум се менувала јас, така се менували и креациите и тоа ми дава драйв да движам понатака и да креирам уште повеќе. Да. Така те доживуваме и ние, не претеруваш, Ксенија? Кога ќе помислам на сите мои книги, дела, романи од почетокот до крајот, навистина секој за себе своја приказна, затоа што се напишани во различни етапи од мојот живот и секој од нив бара еден период од животот да му се посветиш, подготвувајќи го, пишувајќи го, потоа предавајќи го на публиката. Но ако нешто можам да кажам доминира во моето пишување или ако моите дела би имале карактер, тогаш тоа би било дефинитивно кревкост, емпатија, различности, затоа што кај мене секогаш ликовите, приказните потекнуваат од едно место на различности, сакајќи да ги срушиме бариерите со кои општеството се соочува, да прикажеме ликови кои што се не секојдневни, а сепак со кои сите ние можеме да се поврземе, затоа што во секој од нас живее по нешто нивно. Голем успех би ви били на двете ако некоја твоја книга прерасне може би во филм или ако ти треба некоја филмска дива, не знам, Мерил Стрип или кој знае да треба да ја обликуваш целиот филм и цела проекција. Дали имате замисла како би изгледало тоа или кој би било, може би не Мерил Стрип, некоја друга филмска дива, како би облекувала, би размислила на таа тема во моментот? Во моментов како ми развиваш фантазија, инаку не сум размислувала, најестетски правилна и според моето око и во мојата глава тоа така треба да изгледа, е Анџелина Џоли, дефинитивно, од прсти од глава до пети, буквално, да, тоа е мој стил. Широки рамена, коскеста, тенка, тесни колкови, такво нешто, права нога. Такво нешто ме инспирира да би можела да ја облакам константно, затоа што и да ставиш баш ми е муза. Би ја облекла во... Што би ја облекла? Едно можам да одвојам само?
во свила некоја. Знам дека почнувајќи од себе највеќе ја сакам, а и сметам дека и лежи добро. Сум ја видела неколку пати дека носи најчесто свила. Нешто лелеаво, нешто што паѓа со гол грб, да се влече, нешто рамењата откриено, едно рамо паднато, буквално некоја лаванда свила или можеби капучино боја. Такво нешто. Интересно, не сум ја видела Анџелина Џоли во лаванда. Меѓутоа, виолетова е во мојата глава најприфатлива за мој стил, вкус, начин на живот. Нели символизира највисока чакра и баш ме инспирира, и лаванда би било нешто многу нежна лаванда на Анџелина Џоли, би сакала да ја видам во такво издание. Ти посакувам да ти се оствари тоа, чекор по чекор, би било добро да се пробиеме сите, нели, и до тие глумци да допреме и на тие простори. Исток, сиња, нормално дека ти посакувам некоја твоја книга да толку да биде читана и сите толку да засакаат, што би сакале и во филмско издание да ја видиме. Кој жанр би било таа книга, како замислуваш? Па добро, некако мислам дека секој, не може би не секој, ама еве јас ќе зборувам за себе како автор, кога ги пишувам делата, сум помислила на тоа како би изгледало ова на филмско платно, кој би можел да ги игра улогите, нели ликовите, кој би можел ова да го представи, да го претвори во филм и така натака. Конкретно мислам дека последниот роман Зад маските е приспособлив за филм од многу аспекти. И сметам дека доколку тој би некогаш би бил претворен во филм, жанрот е драма, женска фикција, така што една семејна драма за 4 жени кои што се соочуваат со разни проблеми зад фасадите на своите совршени бракови. Нешто со кое многу од нас, да не речам сите од нас, на овој или на оној начин може да се поистоветат. И мислам дека таа урбана тематика е најобработлива за филм и би била можеби најинтересна за адаптација и за гледање. Да, мене ми се доста интересни тие теми. Ја и ме релаксираат. Да. Знам дека во креирање, во пишување, нормално е некогаш да имаме криза во креирање едноставно. Кога сте во таков некој креативен застој, како се справувате со таа ситуација? Може би патувате или ви треба одредена личност, поддршка, може би блиските, некој да видиш, да чуеш, може би некој филм да изгледаш, па ќе ти даде инспирација да напишеш нешто, или Иван, модна ревија, нови креации. Како се справувате вие со тоа? Ви дадат некои идеи, ама сте биле ли во некој таков лош момент? Сигурно дека да, меѓутоа тоа не сметам дека е лош момент. Јас би го нарекла баш потребен за кога ќе се излезе од него, јас се чувствувам барем многу покреативна. Ми ги треба тие моменти, дури кога не се појавуваат, си ги земам, си се повлекувам, не ми треба некој човек да ме дигне, сите сме различни, меѓутоа јас се полнам сама со себе. Кога ќе се изолирам од се, живеам сама со моите 4 миленичиња и тие ме полнат, јас нив заедно. Знам да сменам фокус од работата, па да си пуштам некоја серија која што тотално не е важна и не е поврзана никако со моето секојдневие, за да ми го одземе вниманието, како што кога би се вратила, би била многу повклучена и активна и фокусирана на она кое што треба. Супер е, срекна сум што сум имала можност да ја одберам оваа професија и да ја живеам, затоа што во неја наоѓам слобода на изразување и никогаш не се форсирам. Само креирам оној пат кога сакам јас. И тоа е најубавото нешто. Всушност со се ми е така во животот. Правам само јас кога сакам работи и без притисок. Не можам ни да се замислам кога би имало притисок, како тоа би функционирало. Ако го имам модна ревија, тоа е само тогаш кога јас ќе почувствувам дека треба и да речеме најдолг период во креирање и без разлика на колку голема ревија, од 700 гости, од сериозен еден проект,
кој што сама го организирам, бил 2 месеци. И во тие 2 месеци не постои можност за да почувствувам притисок. Всушност јас баш тогаш сум најмотивирана и најкреативна, да. Така. Имало моменти каде што не сум ни помислила да воопшто правам таков проект, затоа што не се ни чувствувам. Пример, сега да ми кажеш, сигурно 100% ќе речам дека не сакам. Не дека не можам, меѓутоа едноставно дозволувам интуицијата да ме води. А кога треба да се случува, кога го чувствувам, се случува магично, дури не ни се ни верува како се случуваат работите совршено добро, повеќе од планирано. Верувам, Ксенија, и ти, кога почнеш да типкаш. Да. Да, се сложувам со Ива, мислам, може се препознавам во тој процес и јас самата. И јас так истото го правам. Впрочем, се повлекувам во себе и не се полнам преку комуникација, да речеме, со другите луѓе, не дека не ме инспирираат, не помагаат, но некако сметам дека тој регенеративен процес треба да го поминеме самите, да. И баш така, пуштам да се случи, но мене искрено многу ми помага и патувањето. Ти го спомна исто. Баш минатата година се наоѓа во еден таков период и месец дена бев во Франција. Ми се погоди, така се поклопија коцките и стварно една промената на една средина, запознавањето на други луѓе. Просто живењето на едно поинакво секојдневие многу менува за тоа како се гледаме себе си и како гледаме на светот. Значи патуваме не само за да си поминеме нели убаво, туку и да го запознаваме и разбираме светот. И мене ми помага многу тоа и за инспирација и за се. Така што некогаш нели блиските луѓе во нашите животи се секако една важна нишка, наша важна база и сето тоа. Но многу често не мора да значи дека ако многу не сакаат, дека може да не разберат ни што минуваме. А уште помалку дека може да ни помогнат, колку и да сакаат. Исто и ние ним, нели? И затоа е многу важно секој човек да им го остава просторот на луѓето во животот, да си го најдат својот пат, нели? Да не го сваќаме лично, ако некој се изолира, не значи дека не сака да комуницира баш со тебе или пак дека не сака да ти се обрати, дека не верува или слично, туку му треба простор и да им го даваме тој простор на луѓето и јас си го земам за себе, но да им го дадам и на другите. Ето тоа. Така ти треба некој рефреш понекогаш. Да. Кога правите нешто ново, поразлично, пример, ви дадат задача да, не знам, да облечеш некој вонземјанин. Или... Ме погоди. Или, да, тебе може супер хете, одма ќе го облечам, нема проблем. Или, Ксенија, ти, не знам, да ти речат, напиши сега книга како, еве, овие цвеќиња на масава се зборуваат, или домашните меленици на Ива, нешто така. Да. Би излегле од тој шаблон, би се согласила на таков проект да работиш? Види, ако креативно ме предизвикува, ако се погодиме, јас сум за тоа дека треба да, како да кажам, да излегуваме од вообичаеното. Зошто да не? Зошто да не? Мислам, ако се вратам наназад и делата мои што своеволно сум ги напишала, се разликуваат едни од други. Така што некогаш некој да ти даде идеја, ако имаш добра насока, добра инспирација, мислам, има суштина сето тоа, има луѓе кои што гледаш дека така, дека имаш иста бранова должина, зошто да не? Не им велам јас никога, шта? Супер, значи може да очекуваме и нешто такво. Се е можда. Ива ќе каже дека е водолија и дека тоа ти мене што ми го даде како пример, јас веќе го имам со години во глава. Сакав да извадам колекција вонземјанска, меѓутоа само сакав. Да, не ја изреализирав. Не се почувствував дека тоа можеби ќе го разберат тука. И кога бидејќи јас сум креативец кој што сепак е бизнисмен и морам да ги направам тие складни, да бидат балансирани тие двата мои порива, кој што поривот ми е уметност, меѓутоа за да се преточи и да толку години траам во Македонија како успешен моден дизајнер, требало да знам и математика. И кога би направила јас таква колекција, тоа немаше да биде во ред околу финансиите, затоа што тоа нема да биде носливо. Бара многу вложување, можеби, да нема да се врати. Да, сега со потврдата дали ќе сум повеќе креативна во очите на другите, секако дека би била, меѓутоа тоа мене не ми значи толку многу, затоа што знам
колку сум, самата себе си се знам. Инаку да, го имав тоа како идеја, буквално да биде се транспарентно, како јас ги замислувам вонземјаните, во некоја далеку од космонаутски или некои марсовци или не знам какви метални форми, туку баш нешто транспарентно, лелејаво, со индиго, што преовладува индиго боја, таа ми е најомилена, виолетови тонови, да речеме такво нешто. Го замислував буквално и кои девојки и жени би движеле на сцена, како тоа да изгледа и каде точно требаше да се наоѓа. Се го имав во глава, така да за мене е проблем да бидам реална, а нереална сум секогаш. Размислувам само на нереални работи. Реално, нереално, ќе се фатиме за работа и може да тргне тоа се латко и некаде да имаме некој неуспех. Почнуваш, мислиш дека се супер хида, ова е тоа, ова е таа колекција, ова е таа книга. И на пола застануваш и сваќаш дека не е тоа. Си имала ли, Ксенија, таков момент или кај вас? На пола баш не, но сум имала момент да имам една идеја, друга идеја, малку да почнам, да застанам, да не оди, сум имала. Да тој процес на филтрација сум го имала, додека најдам што е она, затоа што ако се менуваш така, да речеме, во периоди нели малку подинамично, поинаку ги чувствуваш работите, па малце перспективата ти се менува, па што сакам ја да кажам во моментот, дали ова, дали она, така некои периоди. Но од кога ќе започнам да се нурнувам во делото, не ми се случило да се вратам назад. Ми се случило да го сменам правецот, можеби малку, ми се случило да го сменам течението на настаните, но суштината да. Супер. Одлично. Така Да. Да не ти проаѓа мислата или проектот. Да. Ива, ти се случило ли така нешто на пола проект, на пола креација, а се труд си вложила, пример, корсетот си го накитила, супер, се со кристали и долниот дел да не ти успее и такво некој разочарување од конкретна креација или со работка со некој што си била супер, исхајпана, дека ќе биде тоа и ништо. Сваќаш дека не е тоа, дај да застанам и кратиш. Види, за разлика од Ксенија, која што е индивидуална во своето изразување, јас 90% морам да соработувам со клиент или со човек. И тоа е навистина доста предизвикувачки. Нешто што ме храбри, меѓутоа ме дразни и ме движи. Не е едноставно, многу често се случувало, каде што доаѓам до предизвик да мојата идеја не се согласи со идејата на клиентката, да речеме. И јас, за жал, морам да се трансформирам и да се преточам во незината желба за таа да биде среќна. Затоа што сепак јас, ако не од една, од повеќето, зависам на некој начин. Така да, кај мене умешноста е тоа што јас сепак ќе го истерам тоа мене да ми се допадне на крај, а да биде најзадоволна клиентката. И тоа може би црпе, да, истрошува, затоа и често се изморувам, па се повлекувам, па пак се враќам. Меѓутоа, секоја една во наводници грешка никогаш не сум ја почувствувала како грешка, затоа што тоа е тоа што нас не прави силни, тоа е тоа до денес што сме стигнале до ова ниво на кое што можеме да кажеме баш дека сме горди на себе. Да било се глатко и совршено, сигурно немало да тече во ваков правец. Сигурно. Секоја грешка е успех, барем јас тоа така го гледам. Или ќе ти го смени правецот во подобра насока. Секако, дури е уште, јас барем сум уште покреативна кога имам помалку ресурси и кога имам пречки, тогаш сум покреативна бидејќи сум по природа проблем solving и person и буквално сакам да решавам проблем. Баш дај ми го да го срочам во некоја моја нова креација. Имате позади себе, ќе повторам, и пишани изданија многу, Ксенија, да паметиме, барем јас, оние quotes долу со напишано Ксенија Николова. И си ги препраќавме и ги шернувавме на Facebook порано.
знаевме дека тоа е реченица од тебе и си такој заљубен, кој повреден. Да. Тие стари некои стари дизајни, исто така, стари мотиви на почетокот или такви стари пишани изданија, што ви будат сега кога ќе ги погледнете, си вика да гледаш што сум правила или си горда на тие? Е многу интересно дека ме прашуваш баш ова сега во овој период, и сега ќе ти кажам зошто. Прво да одговорам на прашањето, мислам дека секое дело, секоја создадена работа бележи период од нашите животи. Нормално, јас сега кога ќе го погледнам истото од еден сосема друг агол, од една сосема друга Ксенија, нормално дека ја тоа би го направила малку поразлично и нормално дека сум пораснала и сум го надраснала. Но тоа сум била јас во тие години и тоа мора да стои како еден факт, еден чекор, едно мое скалело кое сум морала да го поминам. Но истовремено, кога сме веќе кај цитатите, јас на вистина својата публика на социјалните мрежи, ако јас романи пишувам од самиот почеток, но со цитатите јас се приближив на мојата публика и ја изградив моето друштво на социјалните мрежи. И ајде само ќе кажам и нема веќе да зборувам повеќе затоа што ќе оставам да биде изненадување. Сватив дека време да им се подари на публиката и нешто што го бележи сето тоа. И што го бележи тоа мое време и тој мој начин на изразување кој досега тие немале прилика да го добијат во печатена форма, во една така и тука ќе застанам, а што е и како и кога ќе биде. Да, и многу интересно дека ме праша ова, затоа што ми се поклопи и не можев да не кажам. Добро, супер. И тебе за фонземјаните и тебе за цитатите, ние како да сме се договарали или како викаат стара народна, great minds think alike? Да. Може би. Ми е драго што сте заедно со мене на масава. Мала дигресија. И ти исто знам во капиштето твоето ателје уште порано кога било наџиџано, накитено, розово. Ние сме биле тинејџерки, јас тука сум израснала во тој дел и знам дека ми било ултра симпатично да го видам твоето ателје, па порано понатаму кога сум соработувала со тебе, веќе и ти си се сменила и јас. Меѓутоа тоа време мене ме потсеќа на многу симпатични моменти и во твојата кариера. И како се доживуваш ти од тој период? Искрено сум многу носталгична за тој период, меѓутоа драго ми е што сите растеме и се развиваме. Јас барем сум човек кој што многу се менува. Кога ќе се навратам на тоа време, толку го сакам целиот тој амбиент, таа енергија. Различна е, меѓутоа сепак слична. Се надевам ќе се согласиш, бидејќи ме знаеш од многу поодамна, дека јас тоа девојче во себе никогаш нема да го изгубам. Ама меѓутоа нели созревам и не можам да бидам истата таа pinky, sparkly girl, не се ни чувствувам до толку дека така треба да ширам таква една невина енергија пред се. Многу сум горда на сите тие моменти и ден денеска вака кога ќе си ги гледам дали се реви, дали се родендени во ателје, некои креации со клиентки или пак мои гостувања како млада јас со моите изјави, сето тоа ми изгледа пресладко и невино. Да, многу невино. Не испарено точно. Така исто е доживувам јас, верувам дека и женските што не гледаат. Сите жени верувам дека и сакам да имаат своја желба, професија, да почнат нешто, конкретно за вас две, би сакала да им дадеме кураж на оние што сакаат да пишуваат, можеби, меѓутоа не знаат како да се пробијат во клубот на писатели, во тој круг, да ги има на таа полица во книжарниците. Па ите, макар и така да станат популарни по социјалните мрежи само со некои quotes, со некои цитати.
Ксенија, што би им кажала, како би ги да пишуваат, да се трудат? Има ли некој момент што тебе ти бил одскочна даска и да ти помогне? Па секако дека да. Некако мислам дека во времето во кое сега живееме, можеби социјалните мрежи малку помагаат за да стасаме до потенцијална публика. За да изградиме некој свој онлайн свет кој што може потоа да ни се преточи во потенцијална публика. Мене искрено социјалните мрежи ми помогнаа многу за да се приближам до моите читатели. Јас мислам дека ги искористив баш на некој начин кој што е конструктивен за утре да имам поголем број на читатели, да мојата публика едноставно ме запознае. Но истовремено кога доаѓаш од свет, ова морам да го кажам, кој што не е книжевен, јас немам образование во областа на книжевност, јас сум завршила сосема нешто друго. Но ете поривот мој и можеби повикот мој бил да пишувам, така. Патот е поразличен. Патот е поразличен за да те сватат сериозно. Меѓутоа морам да кажам уште нешто. Мојот пат беше малку и полн со предизвици, бидејќи кога не доаѓаш од светот на книжевноста, односно немаш образование во таа област, како што немам јас, а сепак поривот за пишување е тука, се чувствуваш повикан, се чувствуваш дека тоа е твојата срж. Да се изградиш и да те сватат сериозно е малку не можам да речам потешко, но е предизвик, дефинитивно е предизвик. А истовремено да си дозволиш да бидеш повеќе работи, а не само едно нешто, е исто така голем предизвик. Имам чувство дека се уште кај нас ги разбираме работите, па и луѓето како да се една димензија. Како како и верувам дека и Ива ќе се сложи со тоа, затоа што и таа работи повеќе работи. И баш сакам да го чујам и незиното мислење, нели, ако си писател, значи си писател и сега седи си во таа кутија и не може сега и ова и она. Но вистината е дека ние имаме толку димензии од себе си и толку многу што да повеќе да дадеме и најкогаш се чувствуваме дека како да не смееме или како да ако сум и ова, тогаш сум помалку тоа, тогаш не можам да бидам и двете нешта истовремено, не можам да бидам добар во двете нешта истовремено. Баш Џаред Лето, кој што е одличен актер и одличен пејач, постојано зборува на оваа тема, дека актерите го сметаат дека е помалку талентиран затоа што е и музичар, а музичарите го сметаат дека е помалку талентиран затоа што е и актер. И тој вели, знаеш како, сори, ама можам да бидам и двете. И мислам дека тоа малку кај мене ми требаше време да го сватам, затоа што јас имам сосема различно образование, работам и други работи во животот, а сепак тоа не ме прави помалку, нели, писател. И затоа сакам да им посакам порачам на младите девојки, воопшто на жените, на кои да е, да не мислат дека ако досега правеле едно нешто, дека не може да почнат да прават нешто друго или дека треба од првиот ден од својот живот да имаме само една мисија. Нашата мисија се менува, се надградува и се трансформира и дека никогаш не е доцна. За оваа работа, навистина никогаш не е доцна. Ова е работа каде што искуството е во твоја полза. Значи, колку повеќе знаеш, колку со повеќе си проживеал, најверојатно толку подобар и посочен раскажувач си. Да. Сигурно. Прави уметници. Да. Се и тоа. Да. Ако знаеш да пееш и да глумиш, за мене и треба да е некој потполен пакет уметници. Да, точно, ама ние особено кај жените гледам дека е тоа така, како да не им дозволувам, како да са и ова, и тоа, и она и игра, и пее, и се, па како сега толку многу работи, многу ми е некако, нели, како да не им дозволуваме на луѓето да имаат повеќе димензии, не знам зошто е тоа така, моето чувство е тоа, но мислам дека стереотипите полека ќе се надминуваат, да. Јас мислам дека да и лично тегнувам од себе, јас имам за моите 30 години опробано и имам емисија и на мајка остварено и сум пробала и музичка кариера па сега и како водител, зошто да не, можеби ќе станам писател или ќе направам некоја модна креација, сите им препорачувам ако имаат нешто
Да. способност. Поривот ако постои, Точно. желбата ако Си постои, Уметник си Да. уметник. Така А е. и автори сега тоа се во една група на Така е. луѓе ги ставам, буквално. Ива? Да ме слушнеш како пеам, ќе кажеш дека треба Се- да се да занимавам пееш. со тоа. Малку нескромно од моја страна, ама се повеќе си дозволувам да бидам таква. Слободно. Се запишав и на часови по глума лани. Експериментирам во светот во спиралниот свет или кај што можеме да се развиваме лично, малку по-сериозно, со различни сертификати, од тематики, од типот на енергетики, менување на својата перцепција и на личен развој. И тоа сигурно би сакала еден ден да се занимавам со тоа посериозно, со тоа што 10 години веќе изучувам. Да речеме во наредните 10 би го почнала и тоа како професија. Контент креатор на social медија сериозно ми стана професија, која што гордо ми е, убаво ми е, гордост ми е да си го кажам тоа. И те како ми ги вади тие рамки надвор од оние 4 ѕида од ателието, каде што можам уште покреативна да бидам и да искреирам било каква содржина за одредена работа, дали било кафето или локал или патување или што и да е, каков било продукт. Тоа ми дава една поголема слобода и јас како карактер која што ми прилега таа слобода. И секоја една граница мене ме гуши и бегам и се тргам од неа. Буквално не дозволувам да постојат граници во моето постоење. Ке се сложам дека ако имаме ние една професија, тоа не значи дека сме само такви. Екзактно. Што се случува со природата? Едно дрво, па му растат нови листови, па му паѓаат старите, па одново, па дува, па после ќе заврне. Значи ние сме такви и треба да се сакаме како такви. Да. Најлошо е некој кога ќе те врзе во крпче дека ти си таков и тоа е Си тоа. само тоа. Да. Меѓутоа, јас сум најсрекна што сакам и ме возбудува секоја една промена, без разлика каква и да била. Дали е од надворешен изглед, внатрешен, во околина, луѓе. Сум живеела на повеќе дестинации во светот. Сум се чувствувала многу различно и поинакво и сакам тоа да продолжи до крајот на мојот живот. Сум експериментирала и доправа ќе експериментирам. Така да сега сум моден дизајнер, утре ќе бидам и сега сум и контент креатор, меѓутоа утре ќе бидам и нешто друго, со сигурност ветувам. Да, така да би ги охрабрила сите да почнат да пробуваат, затоа што таму лежи животот, и осцилации го прават животот да не ни е жал еден ден дека ќе помине. Јас не би можела да се замислам сето тоа да биде во една глатка линија. И би ги охрабрила сите. Исто ќе се надоврзам на тоа дека и јас немам школа за моден дизајн. И јас не сакам, пробав, си давав шанси да се запишам, но кога одев на оние разговори дали да се запишам, буквално мерев според мојата интуиција како тоа треба да биде. Не можам да влезам и не сакам да влезам во рамка на некој професор мене да ми кажува како треба една уметност да изгледа. Тоа ќе беше се супер перфектно, можеби ќе видевте некои поинакви креации од мене, меѓутоа ја немаше да бидам изразена во оваа смисла, како Ива Спасовска. Така да, она што го завршив сценски дизајн со камера, сепак е нешто многу слично што мене понатака ме влече. Меѓутоа, се она кое што го имам како вештини, го имам изразено само и развиено само од мојот порив внатре. Дали е рачна изработка, дали е монтажа, видеокамера, светло, говор, јавен говор, што и да е, доаѓа од поривот во мене. Ке препорачам доколку секој еден од вас има било каков и најфантазерски порив да се слуша, затоа што нема ништо подобро од вербата во себе, во таа страст да гори. И најважно е да не ве интересира туѓото мислење. Тоа е нешто што е number one. Тоа е нешто што не смее да се случува. Не смее да ве интересира туѓо мислење. Тоа е Така. Тоа е најневажна работа. И мислам за крај, јас како ве најавив како моден дизајнер и автор, драго ми е што ќе ве одјавам како многу повеќе од тоа, значи женски, која се расприкажавме, си ги откривме сите своји идеи, таленти и следни остварувања.
Така да на сите би ви препорачала вака да се чувствувате како овие две женски со мене денеска. Бидете си се, не само едно, има во живот сега си... Место за се. Да, точно. Не може да биде само една Ива, една Срна, една Ксенија. Може да бидат повеќе во повеќе професии. Така. Може име да си смениме. Може име да си смениме, да си додадеме точно сите Ќе тоа. биде забавно. Треба да го направат. Јас барем така препорачувам. Hype Her Up женски. Ова беше уште една епизода. Ви благодарам многу што бевте дел и се гледаме во некоја наредна епизода со уште по интересни теми. Чао! Looking like a baddie, I show up and make them stop. Wanna know my name so badly, cause I run this whole block. Flip my hair, move my head, show the world I'm royalty.